Гледајте Дневникот на Канал Плюс телевизија. Започнуваме по кратката најава. И покрај негативното влијание од политичката криза врз економијата, земјава во сите 3 квартали од годинава бележи раст во економијата. Во првиот квартал 2,6%, во вториот економскиот раст изнесуваше 3,1% и во третиот 2,4%. ДИК утре до Собранието треба да го достави извештајот за резултатите од предвремените парламентарни избори и освоените мандати, пошто се очекува да биде одреден датумот на конституирањето на новиот состав на парламентот. Состојбата со грипот или вирозите се рефлектира и во основните училишта и детските градинки во Штип. Зимскиот распуст за основците и средношколците официјално започнува во петок. Државната изборна комисија утре до Собранието треба да го достави извештајот за резултатите од предвремените парламентарни избори 2016 и освоените мандати, пошто се очекува да биде одреден датумот на конституирањето на новиот состав на парламентот. Конституитивната седница ја свикува председателот на Собранието од претходниот состав најдоц на 20 дена по одржаните избори. Доколку не се закаже конституитивна седница во предвидениот рок, пратениците сами се состануваат и го конституираат Собранието на 21-виот ден од денот на завршувањето на изборите. Седницата ја свикува најстариот по години избран пратеник, а ако и тој одбие да ја свика, тоа право преминува редоследно на наредниот по години избран пратеник. Собранието може да се конституира ако на седницата присуствуваат мнозинство на избраните пратеници, а откако ќе се утврди кворумот, се избираат председател и членови на верификационата комисија и Собранието. Верификационата комисија се состои од председател и 4 членови од редот на пратениците кои припаѓаат на различни политички партии застапени во Собранието. Собранието го претресува и гласа во целина по извештајот на верификационата комисија. Ако верификационата комисија го оспори изборот на одделен пратеник, на Собранието му предлага да ја одложи верификацијата на неговиот мандат. За секој таков предлог Собранието расправа и одлучува одделно. И покрај негативното влијание на политичката криза врз економијата, сепак земјава во сите 3 квартали од годинава бележи раст во економијата. Во првиот квартал изнесуваше 2,6%, во вториот 3,1% и третиот 2,4%. Исто така економскиот раст за годинава се очекува да биде над проекцијата, истакна денес министерот за финансии Кирил Миновски. Економскиот раст за годинава се очекува да биде над проекцијата и покрај негативното влијание врз економијата на политичката криза, доколку се анализираат параметрите од првите 3 квартали, ние имаме континуирано стапки на раст кои што се движат некаде над 2,5%, изјави денеска министерот за финансии Кирил Миновски. Во просек за првите 3 квартали, просечната вредност на економскиот раст е 2,7%. Доколку имаме предвид дека ревидираната проекција изнесуваше 2,3% на раст на бруто општествениот производ, гледаме дека доаѓаме до еден раст кој што се наоѓа над тие проекции покрај објективните пречки кои што ги имавме. Пред се не треба да го занемариме предвид негативното влијание кој што го имаше политичката криза во Република Македонија, кој што трае речиси 2 години и секако дека истата влие психолошки врз инвестициите и врз потрошувачката, со тоа и со растот на БДП. Миновски потенцираше дека и покрај пречките растот ја надминал владината проекција за овој период. Во првиот квартал економскиот раст изнесуваше 2,6%, во вториот 3,1% и третиот 2,4% или кумулативно 2,7%. Средба со бизнис секторот од општина Кочани организираше градоначалникот Радко Димитровски, на која и двете страни си разменија мислења и искуства за работењето и водењето на својот бизнис. Се разгледа и можностите локалната самоуправа да помогне на стопанството. Предновогодишна средба со бизнис секторот од општина Кочани организираше градоначалникот Радко Димитровски. На средбата присуствуваа и други гости со работници на локалната самоуправа на Кочани. Димитровски ваквите средби ги оценува како позитивни и корисни, со цел да се разменат мислења и искуства, како и да си ги искажат потешкотивите со кои се соочуваат во водењето на бизнисот.
Градоначалникот Димитровски ги спомена постигнувањата на општината во 2016-та, која што ја оценува како доста успешна година во која се направени значајни чекори кои ќе остават трага во наредните години. Ги доасфалтиравме улиците во одредени населби, во населбата Бејрут, во населбата Белско Мало. Многу од улиците асфалтиравме во Усова Чешма, асфалтиравме во Оризарија, асфалтиравме во сите села во општината Кочани. Оваа година почнавме еден огромен проект кој што треба да се заврши 2018, односно 2019 година. Тоа е објектот за пречистителната станица за отпадни води, објект кој што го најавувавме подолго време, едно 5-6 години, и веќе можам да ви кажам дека булдозерите излегоа на терен и се работи на колекторот. Се очекува втората седмица од месец јануари, значи од прилика за 2 недели, да се потпише и договорот за изведба на пречистителната станица. Димитровски го спомена и другиот капитален проект за изградбата на браната на Оризарска река, каде е завршен пристапниот пат, потпишен е договорот за изградба на телото на браната и се очекува проектот да биде завршен во наредните 4 до 5 години. На средбата Димитровски го потенцираше и значајното намалување на бројот на невработените во Кочани, што особено било изразено во 2016 година. Тој спомена дека во 2009-та имало околу 12.000 невработени лица во Кочани. За сега, во 2016 година, да има вкупно околу 5.000 невработени, од кои 2.500 се активни баратели на работа. На крајот од средбата присутните на здравија и си посакаа успех во новата година. 140 столчиња вирозата денес ги остави празни во детската градинка Вера Циривири Трена, додека во основното општинско училиште Ванчо Прке настава не посетиле 111 ученици. Надлежните смируваа дека состојбата е под контрола и дека полека ќе се стабилизира до крајот на неделата, кога учениците ќе заминат на зимски распуст. Алармантно се зголемува бројот на заболени од вироза. Само на детското оделение во Штип за 2 дена биле примени 27 деца, а дел од нив сега се примаат. Главни причини за оваа бројка расте променливото време и дружењето на децата во детските градинки и училиштата. Денес во детската градинка Вера Циривири Трена останале празни 140 столчиња, а во основното општинско училиште Ванчо Прке 111 деца не биле на училиште. Овие 2 дена констатираме отсуство на голем број ученици. Вкупниот број на отсутни ученици во текот на вчерашниот ден е 211 ученика. Денес во првата смена ја констатиравме истата состојба, истиот број на отсутни ученици 111 во А смена. Добивам податоци на дневно ниво. Значи за денес имаме отсуство од околу 140 дечиња. Активностите, чекорите кои што ги презимаме, значи исхраната, затоплувањето, хигиената е на највисоко ниво, но јас би сакал да апелирам до родителите, бидејќи тоа е најдобра превенција, дечињата кои што се настинати, кои што имаат вироза, да не ги донесуваат во градинка, нели да издржат неколку дена за да можат и другите да останат, нели да не се заразат. Од детското оделение информираат дека оваа состојба е покарактеристична за јануари и февруари, но годинава поради веќе наведените причини има зголемен број на хоспитализирани деца поради компликации од првични инфекции. Поради намалениот имунитет, вирусот на грип ги напаѓа и постарите лица. Само за време на 2 дена од викендот во итната медицинска помош се прегледани над 500 пациенти. Надлежните смируваат дека состојбата е под контрола и дека полека ќе се стабилизира до крајот на неделата, кога учениците ќе заминат на зимскиот распуст. Комплетно нова кровна конструкција ќе добие основното општинско училиште Ванчо Прке во Штип. Предходно старите и дотрајани прозорци беа заменети со нови, а беше поставена и ограда на надворешниот спортски терен. Со оваа реконструкција на спортската сала учениците ќе добијат подобри услови за изведување на наставата. Вкупната инвестиција на кровната конструкција е 1 милион денари. Основното општинско училиште Ванчо Прке од Штип 2016 година ќе ја заокружи со уште еден проект. Откако комплетно беа заменети прозорците во спортската сала на основното училиште пред почетокот на учебната година, денес најдоцна до утре спортската сала на училиштето ќе добие и комплетно нова кровна конструкција, со тоа што учениците во второто полугодие од учебната година ќе добијат уште подобри услови за изведување на наставата по физичко воспитување.
Ова календарска година ја заокружуваме со еден одличен проект, промена на кровната конструкција на спортската сала. Пред известен период, кога ги променивме прозорците, најавивме дека се надеваме на уште еден голем зафат, кој еве денес до утре најдосна ќе го завршиме. Благодарение на општина Штип, значи и слухот кој што го има градоначалникот примариус магистар Ицо Захариев, еве значи оставаме уште една голема трага во нашето училиште, промена на кровната конструкција. Според наставникот по физичко воспитување Лазе Китанов, со оваа реконструкција на спортската сала во основното училиште Ванчо Прке, учениците ќе добијат уште подобри услови за работа. Се подобрат, ќе се запре промајата, пред известно време беа реновирани WC-ата, потоа прозорците се сменија комплет, така да промајата е нема, сега изолацијата, односно кровната конструкција целосно е сменета, со изолационен материјал, лим, тервал, лим, така нешто и така да условите ќе бидат уште подобри, како за нас, така и за децата. Вкупната инвестиција е во вредност од 1 милион денари, а освен замената на старите дотраени прозорци на спортската сала и кровната конструкција, во изминатиот период беше поставена ограда на надворешниот спортски терен. Дечињата од Штипската детска градинка Вера Цирвири Трена денес со песни и игра го пречекаа најпопуларниот и најпосакуваниот Дедо Мраз. Традиционално и оваа година над 120 дечиња од големите групи, облечени во новогодишни креации, ги изведоа новогодишните песнички со кои символично ја испратија старата година и испратија пораки за новата година. По завршувањето на приредбата Дедо Мраз на децата, кои беа дел од новогодишната приредба и подари новогодишни пакетчиња. Со песни игра, дечињата од Штипската детска градинка Вера Цирвири Трена денес го пречекаа Дедо Мраз. Над 120 дечиња од големите групи учествуваа на традиционалната новогодишна приредба, која втора година поред се одржува во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев. Бидејќи интересот и нашите залагања за цврснување и продлабочување на соработката со родители дава плод, односно бројот на родители е се поголем, веќе како што кажа втора година ја одржува во мултимедијалниот центар и мислам дека децата се покажаа во одлично светло. Припремите траја некаде околу 15-20 дена. Повеќе од половина месец дечињата се подготвуваа за новогодишната приредба и свечен пречек на најпопуларниот и најсаканиот Дедо Мраз. Денес певаме и игравме и Дедо Мраз го пречекав. Денес ние бевме, чекаме Дедо Мраз. Погледнете се снежно бело, да запееме, да заиграме за зимата наша, игра сакана ваша. По завршувањето на приредбата, Дедо Мраз на децата кои беа дел од новогодишната приредба им подари новогодишни пакетчиња. Хумани граѓани од Делчево апелираа да му се помогне на семејството Величковски од село Град, на кое минатата недела му изгоре скоро целиот добиток, со кој 8-членото семејство се прехрануваше. Отворена е сметка на комерцијална банка на која може да се донира за помош на семејството. По несреќата која го пресретна Златан Величковски од село Град Делчевско, кога пожар во неговата штала му ја пеплоса екзистенцијата, хуманите граѓани од Делчево создадоа фејсбук група со апел да му се помогне на Златан, неговата сопруга и 6 малолетни деца. Отворена е сметка на комерцијална банка на која секој може да донира и да ја покаже хуманоста на дело. Во пожарот кој што минатата недела избувна во неговата штала, изгореа 5 грла на добиток, од кои 3 молзни крави, бик и младо женско теле, со чие што одгледување семејството се прехрануваше. Моментално у кошарата беа 5 грла. 5 крави? 3 крави, 2 бика и една јуничка имаше у кошарата. Не знаете како се случило се? Не знае никој тоа. Во колку часот беше? Околу 1,5, 20 до 1. Така нешто беше. Кои пријави пожар? Во пожарното се од продајницата пријавили. На мен ми се јавија, не знам никој ми се јавал. Така е, сено има околу 800 бали јонџе, 200 бали има сено, рефус има, слама, се. И несрекниот Златан очајнички бара помош од хуманите граѓани, да му се помогне по големата несреќа да може повторно финансиски да застане на нозе. Една молба е за помош, може да упати така. Ако има такви
хумани се, може да пушта тако, не, здравје. Ќе се постигне. Инаку, освен добиток, изгори и голема количина на храна за добитокот, но исто така и машина за молзење и машина за собирање на сточната храна. Пред крајот на годината Штипската библиотека Гоце Делчев ги избра најредовните читатели за 2016 година. Наградени беа повеќе читатели во повеќе категории, почнувајќи од најмладите па до невозрастните читатели. За успешен крај на годината, Штипската библиотека Гоце Делчев денес ги награди најредовните читатели. За децата е направено од најмалите од прво до 9 оделење по една награда, на возрастно оделење во категории и тоа пензионери, вработени, ученици и академско оделење. Меѓутоа имаме и семејни пакети во нашата библиотека како за членување, па затоа доделивме и имаме и фамилија читатели и тие добија своја награда. Со тоа ги потикнуваме и понатаму да се дружат со книгата. Ние сме горди што бројот на нашите читатели се зголемува од ден на ден, интересот на книгата исто така. Набавуваме нови содржини, што е навистина потикнувачко за најмладите да откриваат нови вредности содржини на книгата. Слободното време секогаш е добро искористено кога покрај себе имаш добра книга. Највозрастните читатели покрај тоа што работниот век го поминале во читање на стручна литература, таа љубов кон книгата ја продолжуваат со читање на различни жанрови. Секоја книга е посебна за себе, стварно книгата е најдобар другар и пријател на човекот, осознаваме многу работи, макар да не сме интелектуалки, но сепак од различни области дознавам. Со читањето не сум само после пензионирањето. Читам уште од детски нозе, возраста не ми сметаше, може би се менуваше само интересот, жанровите. Членството во библиотеката ми овозможува да и многу повеќе книги изимам отколку што можам да си дозволам да купам, сопствени ако имам и дома. Освен слободна литература, библиотеката нуди голем избор и на стручна литература. Најдобро студенти доаѓаат тука да учат, бидејќи има мир и тишина. Службените или работниците многу добро однесуваат на сите студенти и помагаат на сите студенти. Доаѓаат, зимаат, читаат, така да веќе имаме и што спремаат магистратури, докторати, што не е особена чест. За нив имаме доволно материјали и пресрекни сме што тие се дел од нас, бидејќи ние како услужна дејност ни е особена чест да ги услужуваме баш интелигенцијата. Штипската библиотека им нуди и семејни пакети на редовните читатели. Семејството Младенови се едни од нив. 6-7 добри години дека сме фамилијаро зачленети, пред се поради тоа што син ни сега е матурант оваа година и делата си редовно зимаше, значи од тука никогаш не е имал проблем, и ние секој слободно време го користиме. Сега ја малку повеќе. За време на новогодишните и божичните празници, па се до 1 февруари, Штипската библиотека нема да работи во сабота. Кабаретска музика и коктел со гоци Катерина Мицанови, како и гитаристот Зоран Михајлов за заокружување на културните содржини во Виница за 2016 година. Домот на културата Тоша Арсов вечерва од 20 часот организира новогодишен коктел и забава. Културните настани во малото градче Виница ни повеќе ни помалку слободно може да се мерат со содржините кои во текот на една година ги организираат сите поголеми градови. Архивата во 2016 година ќе биде една од најплодните за Домот на културата Тоша Арсов, како со собствена продукција и издавачка дејност, така и со гостувања во земјава и надвор. Ја следиме програмата која зацртавме претходната година за 2016 година. Дури се работеше и повеќе од она што беше зацртано во самата програма. Имавме над 50 на настани, значи ги опфатне сите дејности од културата, ликовни изложби, театарски представи, промоции на книги, концерти од музичката дејност. Имавме плодна година, гостување на нашите матични форми, како во Македонија, така и во странство. Ансамблот за старогрчки песни настапуваше на еден многу познат фестивал во Италија, Класико. Нашите ученици од
школата за гитара гостува во Бугарија, гостувавме во Турција, реков уште на неколку фестивали во Македонија. И во денешното издание на фестивалот на Комора Сетира и Виница Веритас беше на едно високо ниво како и претходните години. И најважно е тоа што матичните форми работеа многу добро, значи школата за гитара, школата за клавир. И крајот на годината, оваа институција го заокружува со содржини за кој вечерва се очекува голема посетеност од фановите и редовните посетители. На крајот на годината сакаме малку неконвенционално да ја завршиме, сакаме со дружење со нашите редовни посетители, гости, па и оние што ќе посакат да дојдат. Вечерва ќе имаме еден интересен концерт со една каваретска свинг музика на познатиот, можам да кажем најпознатиот джез музичар во Македонија Гоце Мицанов со неговата група. Ќе има една пријатна музика која нема да е джез, туку ќе е една вид каваретска музика. Одбавме тој жанр затоа што сакавме луѓето да не седат на столици и да го следат концертот, туку ќе имаме еден богат коктел и со чашка во рака луѓето ќе се дружат и ќе си направат и мувовите. Поканата е отворена за сите кои сакаат новогодишната еуфорија да им започне токму со вечерашново кабаре, со коктел кој започнува во 20 часот, а на кој нема да изостане и забавата до раните утрински часови. Нуркачија пронајдо една од црните кутии на рускиот авион кој сурна од Црно море, изјави извор на спасувачките служби. За време на истрагата пронајдена една црна кутија под кабината на авионот. Наскоро таа ќе биде извадена од вода, истакна изворот. Според него во задниот дел на авионот има уште 2 црни кутии кои засега не се откриени. Изворот на спасувачките служби нагласи дека на местото на авионската несреќа се пронајдени тела на тројца загинати. Во текот на ноќта беа пронајдени телата на тројца загинати и голем број останки, изјави изворот. Јапонскиот премиер Шинзо Абе пристигна на Хаваи, каде се очекува да ја посети морнаричката база Перл Харбор заедно со претседателот на Соединетите Американски држави Барак Обама. Тоа ќе биде прва посета на еден јапонски премиер на Перл Харбор, врз кој јапонската војска изврши ненадеен напад пред 75 години. Тоа ги принуди Соединетите држави да влезат во Втора светска војна. Днес се очекува Абе да се извини за нападот што се случи на 7 декември 1941 година, а во кој загинаа на 2000 американски војници. Во мај годинава Обама ги посети јапонскиот град Хирошима, кој беше цел на еден од двата американски атомски напади во 1945 година. Циклонот Урт кој го погоди крајбрежјето на неколку скандинавски земји остави без струја над 70.000 лица во Норвешка, јави ТАСС. Циклонот најмногу ги погоди јужните и западните области на Норвешка, но проблеми со снабдувањето со струја имаше и во Осло. За сега податоци за настраднени лица нема. Циклонот достигна сила на ураган. Долж крајбрежјето на Норвешка просечната брзина на ветерот беше 32 метри во секунда, а на одредени места тој достигна и до 45 метри во секунда. Според метеоролозите, јачината на ветрот се намалува. Во Норвешка и Данска делумно е обновено движењето на ферибродите. До изутрина се затворени сите летови на домашните релации на западното крајбрежје во Норвешка, а на најголемите аеродроми во земјата има доцнење на летовите. Македонскиот олимписки комитет обезбеди финансиска подршка за настапот на ракометната репрезентација на Македонија на престојното светско првенство во Франција. Македонскиот олимписки комитет за престојното светско првенство, кое се одржува од 11 до 29 идниот месец, за потребите на машката ракометна репрезентација обезбеди финансиска помош во износ 140.000 американски долари. Како што велат од Македонскиот комитет, средствата се наменети за подготовки и учество на нашите ракометари на овој најголем ракометен настап за 2017 година.
Инаку нашите ракометари во моментов се на подготовки во Маврово, а втората фаза од подготовките ќе ја обават со предвидениот собир во Скопје, кој ќе се одржи на 2 јануари, пошто ќе следат и контролни надпревари со Босна и Херцеговина. Македонија на светското првенство е во групата Б, заедно со Тунис, Ангола, Словенија, Шпанија и Исланд. Кикбоксинг клубот АСО Делчево успешно се представи на меѓународниот турнир Balkans Best Fighters кој се одржа во Ниш, Република Србија. Делчевските кикбоксери успешно ја завршија годината освојувајќи 2 сребрени медали и 1 бронзен во кадетска конкуренција. Во дисциплината киклайт минус 32 кг сребрен медал освои Дилан Ивановски. Сребрен медал исто така освои Павел Стојчевски кој се надпреваруваше за категоријата под 28 кг исто така во дисциплината киклайт. Бронзен медал освои Филип Јовановски кој исто така се надпреваруваше во оваа дисциплина, но за надпреварувачи под 42 кг. За тренерот на кикбоксинг клубот АСО Делчево Љупчо Стојчевски ова е огромен успех, бидејќи конкуренцијата била огромна, а кикбоксерите од Делчево докажале дека можат да се носат со посилни противници. Ова беше се што ви подготвивме за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатен остаток од вечерта со програмата на Канал Плюс.